Абу Кир и Абу Сир. Некогаш во Искандарија живееле Абу Кир бојаджијата и Абу Сир берберот. Дуќаните им биле едно до друго на пазарот. Абу Кир бил лош човек, лажливец и измамник. Тој барал однапред да му се плати работата, потоа ги продавал оставените ткаенини за бојадисување. Парите ги плискал за јадење и пиење, а кога ќе дојделе луѓето да си ја земат бојадисаната ткаенина, бојаджијата ги лажел дека уште не е бојадисана, додека на крајот не речел дека некој му ја украл. Имало добри луѓе што се помирувале со загубата, но други го хулеле Абу Кир и дури се поплакувале од него кај судијата. Најпосле, измамите на Абу Кир станале толку многу што тој не смел веќе да се јавува ниту во својот дуќан, ниту по улиците и почнал да се крие во берберницата на својот сосед Абу Сир. "Зошто ги мамиш луѓето и ги ограбуваш?" му рекол еднаш Абу Сир. "Што да правам кога сум сиромав човек?" одговорил Абу Кир. "Мојата сиромаштија е причина за тој грев." "Имаш право," се согласил Абу Сир. "Еве, и јас сум мајстор на својата работа, но малкумина доаѓаат кај мене на бричење зашто сум сиромав." Тогаш бојаджијата рекол: "А што ни пречи да го напуштиме градов и да заминеме во некоја туѓа земја? Обајцата сме занаетчи, па каде и да појдеме, секако подобро ќе живееме." Абу Кир долго го убедувал берберот да си ја обидат среќата во широкиот свет и на крајот предложил: "Ние ќе се збратимиме и кој од нас ќе работи, ќе се грижи за другиот ако е без работа. Она што ќе го заштедиме ќе го клаваме во едно ковчеже и кога ќе се вратиме во Искандарија, ќе си го разделиме на еднакви делови." "Така нека биде," рекол Абу Сир. Обајцата се приготвиле за пат, се качиле на една галија и уште истиот ден заминале. Во галијата, освен морнарите, патувале уште 120 патници, а меѓу нив ни еден бербер. Кога излегле на откриено море, берберот му рекол на бојаджијата: "Храната ни е при крај, но можеби некој ќе посака да го избричам и затоа ќе ми даде лепи вода. Така ќе се прехраниме додека да излеземе на брегот." "Добро си намислил," рекол бојаджијата, се испружил на штицата и заспал. Берберот си го зел приборот за бричење, си префрлил нарамо една крпа и тргнал меѓу патниците. Некој му викал: "Мајсторе, можеш ли да ме избричиш?" Абу Сир го избричил и патникот му дал 2 пченични лепчиња, парче сирење и една чаша вода. И другите патници посакале да се избричат и до вечерта берберот насобрал доста храна и вода. На крајот тој го избричил и капетанот кој го поканил на вечера. "Благодарам, но јас ке вечерам со мојот пријател," рекол Абу Сир. "Доведи го и него," рекол капетанот. "И додека вие патувате на мојава галија, не грижете се за исхраната. Доаѓајте, ке вечераме заедно." Абу Сир отишол кај бојаджијата, го разбудил и кога Абу Кир ја догледал донесената храна, посегнал кон неа и почнал да јаде. "Причекај," го забрал берберот. "Да ја зачуваме оваа храна бидејќи може да ни притреба. Капетанот не кани да вечераме со него се додека патуваме на неговата галија." "Ме фатила морска болест и не можам да се додржам на нозеве," се пожалил бојаджијата. "Ти појди сам на вечера, а јас ке каснам малку од она што си го донел." Абу Кир ги ококорил очите како гладен тигар и лако му ја излапал сета храна, божем неколку дни ништо не јадел. Абу Сир се сместил на трпезата на капетанот и му објаснил дека неговиот другар се разболел од морска болест. "Ке му помине," рекол капетанот и го нагостил гостинот со највкусни јадења. Откако се навечерале, капетанот му дал на Абу Сир полна чинија со печено месо за неговиот пријател. Абу Сир му ја однел чинијата на Абу Кир, кој веќе ја имал изедено донесената храна
и уште полако му се нафрлил врз печеното месо. Следниот ден берберот одново отишол да ги бричи патниците и со добиената храна пак го нагостил бојаджијата, додавајќи му ја испратената вечера од капетанот. Така поминале многу денови и Абу Кир ненаситно изедувал се што ќе донесел Абу Сир. Најпосле, галијата стигнала во некој непознат град и двајцата побратими слегле на брегот и се сместиле во некој ан. Абу Сир купил месо и засукал ракави да го сготви, а Абу Кир, штом влегле во анот, легнал и заспал. Кога го приготвил јадењето, берберот го разбудил својот пријател и го поканил да ручаат. Абу Кир го излапал сето јадење во тенџерето и, поплакувајќи се дека се уште не му е мината морската болест, се спружил на креветот и одново заспал. Абу Сир секој ден одел во градот на работа и дури навечер се враќал, го разбудувал бојаджијата и братски го гоштевал. Но еднаш берберот тешко се разболел и немал сили ни да се поткрене од постелата. Тој го замолил сопственикот на анот да им носи храна, па анџијата, инаку добар човек, не ги оставал своите гости да гладуваат. Во едно од наредните утра, додека спиел Абу Сир, занесен во треска, Абу Кир му ја претресол облеката и му ги зел сите пари што ги нашол. Потоа ја заклучил собата и тивко се извлекол од анот, без некој да го забележи. Абу Кир отишол на пазар, се облекол во убава облека и тргнал да го разгледува градот. Како што одел така по улиците, стигнал пред едно дуќанче каде што сите ткаенини биле сино бојадисани. Мајсторе, колку пари ќе ми земеш за да ми ја бојадиш за шкрпава? Му се обратил Абу Кир на бојаджијата, покажувајќи му ја својата крпа. 12 сребреници, рекол мајсторот. Во нашата земја плаќаме 2 сребреника. Оди и бојадисај си ја во вашата земја. А како ќе ја бојадисаш? Сина. Но јас сакам да биде црвена. Не ми е позната црвената боја. А зелена? И зелената не ја знам. Абу Кир почнал да ги набројува сите видови бои што постоеле, но бојаджијата на крајот рекол. Во нашата земја има 40 мајстори и никој од нив не знае за друга боја, освен за сината. Јас сум исто така позанает бојаджија и можам да бојадисувам во секакви бои, рекол Абу Кир. Ако ме примиш на работа кај тебе, ќе те научам како се прават тие. Ние не примаме туѓенци, одговорил бојаджијата. А ако отворам јас свој дуќан? Тоа никогаш нема да се случи, одговорил сопственикот. Тогаш Абу Кир отишол кај султанот и му рекол. Господаре на правоверните, јас доаѓам од далечна земја и позанает сум бојаджија. Можам да бојадисувам ткаенини во секакви видови бои, зелени, розови, портокалови, лимонови, како крилјата на папагалот, како опашот на паунот, кој каква што ќе си посака боја. Во твојов град сите бојаджи бојадисуваат само во сина боја и ниту ме примаат за чирак, ниту пак ми дозволуваат самиот да си отворам работилница. Султанот се замислил и му рекол. Јас ќе ти дадам пари и ќе ти направам бојаджилница. Оној што ќе се обиде да ти пречи ќе биде обесен на вратата од твојот дуќан. Тој му дал на Абу Кир 1000 жолтици, 2 робови и конј со сребрени узди. Потоа повикал градители и им наредил да почнат работа. Следното утро Абу Кир излегол од градот заедно со градителите, одбрале место за градбата и почнале да градат. Кога била готова бојаджилницата, Абу Кир добил од султанот уште 4000 жолтици за да си купи бои и други потребни материјали. Бојаджијата си накупил се што му требало и почнал да работи. Закачил пред вратата на својот дуќан на различно бојосани ткаенини, а луѓето се чуделе и прашувале. Мајсторе, како се викаат овие бои?
Абу Кир им објаснил: оваа боја е црвена, оваа жолта, а оваа зелена. И секој си одбирал по некоја боја и си ја оставал ткаенината за бојадисување. Абу Кир му бојадисал на султанот 500 ткаенини во најразлични бои и кога падишахот ги видел, го опсипал бојаџијата со злато. Од тој ден бојаджилницата била наречена Султанова бојаджилница. Другите бојаџии оделе кај Абу Кир, му ги бакнувале рацете и го молеле да ги прими кај него на работа, но тој не примал никого. Наскоро Абу Кир се збогатил и се опкружил со многубројни робови и робинки. А сега да видиме што станало со Абу Сир. Кога Абу Кир му ги ограбил парите и го напуштил, Берберот, како што рековме, лежел болен. Анџијата забележал дека собата е заклучена и си рекол: може би гостите си заминале без да ми платат, а може би и умреле. Тој долепил уво до вратата и го наслушнал овкањето на болниот. Клучот си стоел во бравата од надвор, па анџијата без мака ја отворил вратата, влегол внатре и го прашал Берберот: каде е твојот пријател? Не знам, снеможено прошепотил Абу Сир. Те молам, брате, земи, ене таму од кесенот 3 петаци. Купи ми нешто за јадење, зашто веќе трет ден откако не сум каснал ни залак. Анџијата го извадил кесето и што ке види, во него немало ништо, па рекол: кесево е празно. Абу Сир сватил дека Абу Кир го ограбил и заплакал од мака. Цели 2 месеци сопственикот на Анот се грижел за Абу Сир додека не оздравел и застанал на нозе. Тогаш Берберот излегол од Анот, тргнал низ пазарот и по некое време стигнал пред бојаджилницата на Абу Кир. Пред вратата биле закачени разнобојни ткаенини и луѓето насобрани во толпа ги разгледувале. Каков е овој дуќанта се насобрал волку народ пред него? Прашал Берберот еден човек. Тоа е султановата бојаджилница која падишахот му ја подари на туѓенецот Абу Кир, одговорил човекот. Абу Сир се зарадувал и си рекол: може би Абу Кир се занел во работата и ме заборавил. Некогаш кога беше без работа јас му помогнав, а сега може би тој ќе ми помогне мене. Берберот зирнал во бојаджилницата и го догледал Абу Кир седнат на меки перници како велик везир и им командувал на 10 робови што ги бојадисувале на трупаните ткаенини. Кога го видел бојаџијата Абу Сир, тој се разбеснил и извикал: разбојнику, пак ли си ми застанал пред врата за да ме срамотиш пред луѓето? Држете го! Робовите се стрчале, го фатиле Абу Сир и го кутнале на земи, а Абу Кир зел еден стап и му нанел 100 удари. Ако те видам уште еднаш пред мојот дуќан, ќе те испратам кај султанот за да ти ја пресече главата, му се заканил бојаџијата. Абу Сир си отишол натажен и навреден, а некој го прашал Абу Кир: што ти сторил човекон? Тој ми ги краде туѓите ткаенини, рекол бојаџијата. Но јас се му простував, зашто си мислев дека ќе се опамети. А ако ми излезе уште еднаш пред очи, ќе го натерам султанот да го отепа. По овој настан Абу Сир се вратил во Анот и долго време никаде не излегувал. Кога му заздравеле раните од тепањето, тој посакал да појде на бања и тргнал низ градот да ја побара. Можеш ли да ми кажеш каде е амамот? Прашал еден минувач. Што е тоа амам? Се зачудил минувачот. Место каде што се капат луѓето. Ами, е него морето и султанот се капе во него? Абу Сир увидел дека во градот нема амам, па затоа отишол кај султанот и му рекол: јас сум дојден од туѓа земја и позанаед сум бањаџија. Во овој прекрасен град немате ни еден амам, а амамот е најголемото богатство на светов. Што е тоа амам? Го прашал падишахот.
Абусир му го опишал Амамот со сите поединости по кое царот плеснал со рацете и извикал: „Еве работа за тебе!“ Тој му подарил на Абусир 3000 жолтици, 5 робови и конј со узди извезени од злато, викнал мајстори и им заповедал да ги исполнуваат сите наредби на тугинецот. Утредента Абусир и мајсторите одбрале место за бањата и почнале работа. Наскоро бил изграден дотогаш невиден амам, со базени и водоскоци и со прекрасни цртежи под зидовите. Недостигале само килими и некои други нешта, но султанот дал уште 10.000 жолтици и амамот бил опремен со сите удобства. Се насобрал народ и почнал да се чуди. „Што е ова?“ прашувале луѓето. „Амам“, одговорил Абусир. 3 дена сите се капеле бесплатно, а на 4тиот ден дошол да се искапе и самиот падишах. Тој се сооблекол и влегол во бањата, а Абусир го истрил со големо кесе од глава до пети, потоа го измилубаво и го нурнал во базен со ѓулова вода. Кога излегол од базенот, султанот се почувствувал подмладен и освежен, како што не бил никогаш во својот живот. „Амамов ќе биде гордост за мојот град“, рекол господарот на правоверните, а потоа прашал: „А по колку пари ќе земаш за едно капење?“ „Колку што ќе ми дадеш ти?“ Султанот му дал 1000 жолтици, но Абусир се засмеал и рекол: „Сите луѓе не се богати како тебе. Ако почнам на сите да им земам по 1000 жолтици, наскоро ќе треба да го затворам амамов. Затоа секој нека ми плаќа колку што може и колку што сака.“ „Но од моите великодостојници нема да земаш помалку од 100 жолтици“, му рекол султанот и си отишол весел и задоволен во дворецот. Од тој ден натаму амамот почнал да се полни со народ и секој плаќал за бањањето според своето кесе. Султанот идел еднаш неделно и давал по 1000 жолтици, а великодостојниците што го придружувале по 100 жолтици. Не минало многу време и Абусир станал богат човек. За убавината на амамот се расчуло низ целиот град и Абукир решил да појде и со своји очи да види какво е тоа чудо. Се променил тој во својата најубава облека и со неколкумина робови се упатил кон бањата. Пред вратата на амамот тој го осетил мирисот на алое и кога пречекорил во предсобието, Абусир се стрчал да го пресретне. „Зошто не се јавуваш?“ го прекорил бојаџијата. „Јас отворив бојаджилница, се спријателив со султанот, а ти не наминуваш дури ни да ме видиш како сум. Пропаднав барајките, кого ли не прашав и не испрашав за тебе.“ Абусир го погледнал и рекол: „Па нели дојдов кај тебе и ти ме прогласи за крадец, ме натепа и ме засрами пред луѓето?“ „Зарем ти беше тоа?“ зачудено извикал Абукир. „Јас пак си помислив дека е тоа некој неранимајко што се вртка околу мојот дуќан и ми ги краде туѓите ткаенини. Твоја грешка е, брате, што не се јави дека тоа си ти.“ „Било што било“, рекол Абусир. „Соблечи се и влези да си искапеш.“ Абукир се соблекол и влегол во бањата. Абусир го искапил, а потоа го почестил со локум и шербет. Кога излегол од амамот, бојаџијата сакал да плати за капењето, но Абусир му рекол: „Не навредувај ме, та нели сме побратими?“ Абукир си ги прибрал парите и рекол: „Прекрасен ти е амамов, само нешто му недостига.“ „Што е тоа?“ праша Абусир. „Мевлем од отров за глувци и вар за отстранување на влакната. Направи таков мевлем и кога ќе дојде султанот на капење, намачкај го со него.“ Абукир си го јавнал мулето, веднаш отишол кај царот и му рекол: „Господаре, до мене дојде веста дека си изградил амам.“ „Да“, потврдил султанот. „Кај мене дојде еден тугинец и јас му изградив амам, како што ти изградив тебе бојаджилница.“ „А ти си бил ли во амамот?“ „Да.“
Заблагодари му се на Аллаха што си се уште жив. Зошто? Зашто бојаджијата е твој непријател и наместил да те отепа. Ако појдеш сега веднаш во амамот, тој ќе посака да ти ги отстрани влакната од телото и ќе те намачка со отровен мевлем. Отровот ќе навлезе во твоето тело и ќе ти го уништи срцето. Бањаджијата е испратен нарочно од царот на рисјаните за да те погуби со итрина. Кога ги слушнал овие зборови, падишахот се разбеснел и извикал: Абу Сир треба најстрого да биде казнет. Тој веднаш отишол во амамот, а Абу Сир му рекол: Приготвив мевлем што ги уништува влакната, сакаш ли да те намачкам со него? Донеси го. Кога Абу Сир го донел мевлемот, султанот го сетил непријатниот мирис и се убедил дека е тоа навистина отров. Врзете го убиецот и одведете го во дворецот, им заповедал тој на дворјаните и се прибрал во своите одаи. Наскоро дворјаните го довеле врзаниот Абу Сир пред својот господар. Султанот го викнал началникот на стражата и наредил: Ке го ставиш злосторников во една вреќа, ќе го посипеш со негасена вар, ќе го ставиш в чун и со него ќе поминеш покрај мојот дворец. Кога ќе ти дадам знак, ќе ја фрлиш вреќата во морето. Варта ќе зоврие, престапников ќе изгори и мртов ќе потоне на морското дно. Началникот на стражата го одвел Абу Сир на островот од спротива и го прашал: Какво зло си му сторил на султанот та сака да те погуби? Ти се колнам во Аллаха дека не сум му сторил никакво зло, одговорил Абу Сир. Тогаш сигурно некој те наклеветил, рекол началникот на стражата. Јас се капев во твојот амам и ти не ми зеде пари, па затоа ќе се обидам да ти помогнам. Остани на островов и кога ќе намине наваму некоја галија, скришум ќе те испратам со неа во твојот роден крај. Абу Сир му заблагодарил на својот спасител и началникот донел вреќа, ставил внатре еден камен голем колку човек, го посипал со негасена вар и ја врзал вреќата. Потоа му дал на Абу Сир една рибарска мрежа и му рекол: Фрли ја мрежава во морето и фати малку риби. Секој ден го правам тоа јас, но сега немам време за риболов. Кога ќе дојдат слугите на главниот готвач, ќе помислат дека јас сум ги фатил рибите и ќе му ги однесат, за да го приготви тој саканото јадење на султанот. Потоа, началникот на стражата ја натоварил вреќата на еден чун, минал покрај дворецот на султанот и кога видел дека султанот седи до прозорецот, извикал: Господаре, да ја фрлам ли вреќата? Фрли ја, одговорил султанот и му дал знак со рака. Во истиот миг нешто блеснало и паднало во морето. Она што потонало во морето бил волшебниот прстен на султанот. Кога султанот сакал да отепа некого, замавнувал кон него со десната рака и од прстенот секала молња која ја погубувала жртвата, така што главата ѝ паѓала како пресечена. Во тоа време Абу Сир газил низ водата крај морскиот брег. Со тешка мака ја извлекол тој фрлената мрежа и видел дека таа е полна со риби. Бидејќи бил многу изгладнет, решил да ја испече најголемата риба и посегнал да ја распори. Ножот му се закачил за нешто тврдо и го извлекол султановиот прстен. Абу Сир го зел прстенот и си го ставил на малиот прст без да ги знае неговите волшебни својства. Додека тој зачудено го разгледувал прстенот, дошле слугите на главниот готвач да ја земат рибата и го прашале: Каде е началникот на стражата? Не знам, одговорил Абу Сир, одмавнувајќи со рака и веднаш главите на слугите се стркалале на земи. Се исплашил Абу Сир и, како што се мислел, стигнал и началникот на стражата. Брате мој, извикал началникот, не креваја раката со прстенот, ако ја кренеш ке ме отепаш и мене. Тогаш тој му објаснил дека прстенот во себе крие смртоносна сила и дека тој му паднал на султанот во морето кога дал знак со рака да се фрли вреќата во морето.
Рибата што си ја распорил сигурно го голтнала прстенот и сега по волјата на Аллаха ти си негов собственик. Прстенот е магепсан и благодарение на неговата волшебна сила, падишахот ја држи подчинета целата своја војска. Кога го слушнал тоа, Абу Сир се зарадувал и рекол: Врати ме во градот. Сега веќе не се плашам од султанот, зашто и неговата глава може да се стркалка на земи. Така, обајцата се качиле на чунот и наскоро пристигнале во султановиот дворец. Султанот си седел на својот престол и бил длабоко потиштен, што го загубил волшебниот прстен, не смеејќи никому да му ја довери тајната што го мачела. Кога го догледал Абу Сир, на лицето му се изразила вчудовиденост. Што бараш ти овде? Извикал тој. Нели те фрлија во морето? Абу Сир му раскажал како началникот на стражата го спасил и што се случило потоа. Откако му раскажал се, го извадил волшебниот прстен од раката и му го подал на султанот. Земи си го прстенот, рекол тој. И, ако сум јас виновен пред тебе, заповедај веднаш да ме отепаат. Возбуден од великодушноста на Абу Сир, султанот го прегрнал и прошепотил со растреперен глас. Пријателе, ти си најдобриот човек што го познавам. Прости ми што се посомнева во твојата верност и незаслужено го историв својот гнев врз тебе. Ќе ти простам само ако ми кажеш зошто сакаше да ме погубиш, рекол Абу Сир. Бојаџијата е виновен за тоа. Тој ми соопшти дека си сакал да ме отруеш со мевлем направен од отров за глувци. Тогаш Абу Сир му го раскажал целиот настан со Абу Кир до најмали ситници, како заминале со Абу Кир од Искандарија, како тој се грижел како брат за него, како потоа тој се разболел во Анот и како најпосле бојаџијата го посоветувал да го намачка султанот со таков и таков мевлем, за кој Абу Сир не знаел дека е отровен. Добротвору мој, рекол на крајот Абу Сир, повикај ги анџијата и робовите на Абу Кир и тие ќе ти кажат дека е вистинито се што ти раскажав. Султанот гневно рипнал од престолот и заповедал да го доведат Абу Кир со врзани раце, потоа да ги доведат анџијата и робовите. Во тоа време Абу Кир спокојно си седел дома и се радувал, сметајќи дека Абу Сир е веќе умрен. И како што си бил излегнат на диванот и си сркал кафе, во собата му се втурнале неколкумина вооружени војници, му ги врзеле рацете и го одвеле кај султанот. Дошол и собственикот на Анот, дошле и робовите на бојаџијата. Го познавате ли овој човек? Прашал султанот и покажал на Абу Кир. Тој го ограби својот болен пријател и го напушти, рекол анџијата. Тој му удри 100 стапа пред наши очи, во еден глас одговориле робовите. Падишахот видел во што се состои работата и заповедал. Спроведете го низ градот, потоа ставете го во еден чун, посипете го со негасена вар и фрлете го во морето. Семоќен господаре, не погубувај го замолил Абу Сир. Јас му ги простувам сите неправди што ми ги има направено. Ти му ги простуваш, одговорил султанот, но јас не можам да му простам. Водете го. Војниците го спровеле Абу Кир низ градот, потоа го бутнале во една вреќа, го посипале со негасена вар и го фрлиле во морето. Така Абу Кир умрел и потонал во морето. Кажи ми сега што сакаш, му рекол султанот на бањаџијата. Абу Сир ја бакнал земјата пред неговите нозе и проговорил. Те молам, помогни ми да се вратам во мојата татковина. Султанот му подарил една голема галија, ја натоварил со неброени богатства и робови и му пожелал добар пат. Кога допловила галијата до Искандарија и сите слегле на брегот, еден од робовите довлечкал вреќа и му рекол на Абу Сир. Господаре, ја најдов вреќава крај брегот, не знам што има во неа, но многу е тешка.
Абу Сир се доближил до вреќата, ја одврзал и внатре го догледал мртвиот Абу Кир, кого брановите долго го носеле низ морето, додека најпосле не го исфрлиле крај Искандарија. По волјата на Аллаха, тој стигнал дотука за да најде мир во својата родна земја, рекол Абу Сир и наредил да го погребаат мртовецот. Абу Сир уште многу години живеел во благосостојба и кога умрел, го погребале до гробот на Абу Кир. Тоа место било наречено Абу Кир и Абу Сир, а сега се вика Абу Сир зашто времето го избришало името на злобниот завидливец, а го оставило споменот на добродушниот и справедлив бербер. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа аудиокнига. Доколку ви се допадна, ве покануваме да се претплатите на каналот, бесплатно е, а вашата поддршка навистина многу ни значи. Во описот на видеото ќе најдете плейлисти со уште аудиокниги на каналот Гласот на книгата и продолжете со слушање. Пријатно до следната приказна.